ако некој сгрешил, збориме за неказнивост. Па мора тој да одговара што него почитал референдумот на народот. Пазете, ние го сменивме името, немаше опозиција. Ние марширавме по улиците. Ги напуштивме изборите 94-та. 95-та година прифативме привремената спогодба, немаше опозиција во парламентот. Немаше ни референдум, немаше ни опозиција. Никој. Го сменивме член 49 кај што немаме право да се грижиме за нашето малцинство во Грција, во Бугарија, во сите соседни земји, во Албанија, и никому ништо. Го сменивме и знамето, без опозиција. Сега без референдум го сменивме името. Па што треба ние повеќе да направиме? Сега ќе дојде на ред според мене како ќе движат работите, кога ќе останете без знаме, без име, без устав. Значи, толку пати го кршим уставот, сега ќе дојде во прашање друг атрибут, ќе дојде химната. Ќе дојдат други работи, и веќе се заговарат, и на крајот што ќе биде? Прашањето е дали сме ние држава или територија. Сега се враќаме во средниот век, Бугарите не враќаат во средниот век, сега сме територија и на крај шестиот атрибут ќе бидат спорни границите. И затоа ние треба едноставно тврдо да застанеме, од ова нема каде да одиме, ногата е пресечена, се прави нели да нема гангрена, дајте да одиме сега да спасиме државата, затоа што тоа не е единственото нешто што преостанува кај нас.